Да се надпреваруваме без да се навредуваме, беше насловен денешниот настан кој што се одржа во основното училиште Кочо Рацин во Прилеп, во организација на ученичкиот парламент, каде што учествуваа учениците од ова Прилепско училиште и учениците од основното училиште Кирил и Методи од селото Канатларци, кои што се припадници на турската заедница. Во нашето училиште, па и на спортските надпревари, на часовите по физичко и здравствено образование, насилството е повеќе застапено. Поради тоа, ние го организиравме овој настан со цел да се подигне свеста кај учениците, родителите и наставниците за важноста за намалување на насилството за време на спортските надпревари и во училиштата. Ова организација е поддржана од Детската фондација Песталоци, од Младинска коалиција Сега, од Прва детска амбасада Мегеши и од Смартап. Учесници на овој настан се учениците од 5-то до 9-то одделение од нашето училиште Кочо Рацин од Прилеп и од, како што спомнав, учениците со турска националност од училиштето Кирил и Методи од село Канатларци. Овој настан е дел од проектот Промоција на безбедна училишна средина, организиран од Младинска коалиција Сега. Во денешниот ден во нашето училиште ќе имаме два меѓуученички надпревари во игри без граници и надпревар во одбојка. Целта ни е да ја подигнеме свеста за важноста на спортувањето, за сузбивање на врсничкото насилство и ферплей игра. Во училишниот двор имаме поставено полигон за игрите без граници, каде учениците ќе бидат поделени во групи од по 4 деца и ќе се преваруваат мешано, значи и од училиштето од Канатларци и од Кочо Рацин. А додека повозрастните ќе играат одбојка, например во одбојка. Целта е да се едуцираат младите како да навиваат без да има навреди и омалуважувања, затоа што и суштината на самиот спорт е тоа, почитување на другиот и ферплей игра. Јас буквално му се заблагодарувам на училиштето од село Канатларци и за нивна секогаш се спремни меѓу себе да соработуваме во акцијата МИО, значи меѓуетничка интеграција во образованието. Исто така морам да му се заблагодарам и на коалицијата Сега, која што кај нас веќе трета година го спроведуваме проектот Безбедно училиште и секогаш се спремни да ни помогнат во однос на како децава да се справат со врсничкото насилство. Ментори на овој настан беа Габриела Темелковска, наставничка по германски јазик, Елена Апостоловска, библиотекар, Елизабета Велеска, педагог, Тони Чатлески, наставник по ликовна уметност, Гоце Секуловски, наставник по информатика, како и Александар Ѓорѓиовски, наставник по физичко образование.